најпрво како и минатиот пат честитки за организацијата на ваков еден настан, на сите вработени во канцеларијата во УНОПС кај нас, за енергијата и посветеноста која што ја имаат во еден процес кој што мислам дека е многу важен во смисла на тоа да требаме да учиме од туги грешки или од туги искуства и на тој начин да покажеме дека имаме некаква визија, а имајќи предвид дека сме компатибилни како земји и со Црна Гора и со Албанија, кои што се сега неколку чекори пред нас, зашто исто така сакам да им честитам на представниците од Црна Гора денеска поради нивната посветеност, која што ја покажа во изминатите повеќе години, потврдувајќи ја за тоа визијата каде сакаат да ја видат својата земја во иднина. Ние друга иднина освен Европа немаме. Советот за евроинтеграции е едно поле, еден инструмент, една платформа која што сметам дека треба да биде платформа која што ќе ја надградиме благодарение на искуствата меѓу другото кои што ќе ги споделиме и денеска, за да утре представува надградена платформа за тоа што ќе значи заедничка соработка на сите чинители во собранието во процесот на преговори со Европската Унија. Ако ние сега во оваа форма и денеска може да седиме, при тоа го немаме тој политички консензус за да го направиме чекор напред кон отворањето на поглавијата, но да го оставиме тоа по страна, тоа е еден друг процес. Тогаш, барем во делот на спроведувањето на реформите, да покажеме некаков перформанс, поради тоа што секако утре таа работа не чека. Да го искористиме времето, да го искористиме искуството на другите земји за да исчекориме напред и да покажеме некакви резултати. Жалам што тоа не се случува. Во овој момент со доволна динамика, така како што треба да се случува, се касни со носењето на приоритетните закони од реформската агенда, пред се од Министерството за правда. Меѓутоа има еден добар позитивен момент, имавме заеднички и надпартиски консензус во критиката на Министерот за правда минатиот состанок од најголемите политички партии. Еве и тоа нека биде можеби една од темите денеска како да го надминеме тој проблем. Им благодарам на експертите од Црна Гора, Александар Пејовиќ и Миодраг Радовиќ. Им благодарам освен на УНОПС и на Швајцарската агенција за развој и на Шведската агенција за тоа што ги даваат на располагање нивните ресурси за еден вака значаен процес за нас. И со уште една работа ќе завршам. Сметам дека и во делот на постигнувањето на политичкиот консензус за обезбедување уставни измени и за отпочнување на преговорите, собранието треба да биде телото во кое што тој процес ќе се одвива. Едноставно нема друга институција во државата во кој што треба да седат сите политички чинители и да го постигнат потребниот консензус. Ако и во формалниот дел самото гласање и така натаму се одвива во собранието, нема потреба да лутаме и да бараме други форми, кога тоа треба да биде еден припремен процес кон тоа во самото собрање. Така да се надевам дека ќе има добра работилница денес. Благодарност до сите вработени во собранието за нивната посветеност. Се надевам дека оваа едукација ќе отвори други перспективи, други размислувања, така да сите заедно ќе може да утре дадеме свој придонес да се надгради квалитетот на работата во тој сегмент. Благодарам.